Следен со кој што разговараме во утрински брифинг е диригентот Лефи Фи, човекот кој што склопи едно видео со своите колеги музичари, нешто што во концертна сала ќе изгледа многу воодушевувачко, многу ќе изгледа многу лесно за правење, меѓутоа на видео конференција тоа веројатно оди многу потешко. Дали се слушаме? Добро утро. Ало, добро утро. Прво да ве прашам, дали снегот ве изненади или пак самата корона ве тера да седите во карантин, господине? Добро, значи станав са бале, гледам дека врне снег и мислев дека да не е шега, денес е 1 април, што е да е убава гледка за овој време што треба да седиш дома. Налетав на видеото кое што веднаш по овој краток разговор ќе го емитуваме во утрински брифинг. Слушателите и гледачите ќе имаат прилика да видат за што станува збор, сите оние кои што не го погледнале досега. Меѓутоа, директно прашање до вас. Колку е тешко во една видео врска да се синхронизираат сите овие инструменти, ако особено се знае дека на моменти по Skype разговор, по Viber разговор, се доцни врската, доцни разговорот, а тука сите треба да звучат како едно исто? Прво, овој видеоклип беше направен со ученици од ДМБУЦ, Илија Николовски Луи, и јас откако имавме, почнавме со карантинот, комуницирам со нив преку една апликација Zoom, и нормално испитуваме како изгледа тоа, како свирење онлайн, како држење на час, затоа што јас сум професор по оркестар и мислам дека во принцип е тешко да се синхронизира во однос на интернетска врска, затоа што не може било која апликација да поддржава таква, мислам, аудио снимка истовремено. Ама ние после измислиме начин како да го изведеме тоа. Значи, секој дете го снима свој дел на матрица, после имаме еден многу добар човек, ни помага во тоа е монтажот да го направиме тој клипот, да се синхронизира и видео и аудио заедно. Може да прашам кој инструмент беше најтежок да се синхронизира, бидејќи таму има доста инструменти во она што ќе го видиме, а тоа е изведбата на филмската нумера од Пиратите од Карибите, ако не се лажам. Да, точно, значи тешко е за гудачките инструменти, бидејќи десна рака со гудало свират и движење нагоре надоле. И тоа треба да се синхронизира, да бидат истовремено, да не биде покасни порано од музиката. Од дувачките инструменти се полесно и потешко уште од ударни инструмент до што свири. Треба да секој милисекунда да биде одговорно, да не биде покасно или подосна или порано со звукот. Тоа е потешките. Ударни инструмент и гудачи. Професоре, тешко оди ова онлайн настава, бидејќи не сме навикнати или сепак учениците си ја имаат сватено сериозно ситуацијата? Ја мислам дека почеток сите бевме во шок, нормално цел свет, што треба да седиме дома. Но и јас почнав да размислувам затоа што мора некако да ги мотивираме децата, затоа што они се најдепресивно под наводница од нас, затоа што се навикна излегуваат, секој ден се дружат. И моето предлог беше на целиот оркестар да се видиме, да направиме секој втора вечер една средба. Некој ќе засвири, некој ќе раскажа виц. Еве синок имаме една средба со околу 30 деца заедно и сите слушаме некој музика, пушти, односно тоа е вид на дружење и тоа е точно, се шегуваме дека Zoom дава 45 минути лимит и ни го направиме одма терминот како блок час, значи сади пол, замислите, поминува као ништо, затоа што сите тоа го сакат и мислам дека има голема поддршка од нивните родители и согласност со тоа што го правиме, разубавиме денот и многу педагошки и психолошки што потребно на секој човек по моментот посебно за децата. Професор, ја имате нашата поддршка. Ви благодарам што се јавивте во утрински брифинг. Ви благодарам за оно што го правите како професија, што се грижите за овие млади понатаму да ја имаат барем својата
област, односно музиката, која што е посебна дејност и нешто што бара постојано да се практикува, да се обновува, а ние почитувани овде некаде ќе го завршиме официјалниот дел од студиото со токму оваа музичка нумера која што професорот и диригент Лев Ифи ја прави со своите ученици.